Задачата гласи: имаме 3 кутии со топки кои се разликуваат само по боја. Во првата кутија има 4 жолти и 5 црвени, во втората кутија има 2 жолти и 10 црвени, а во третата кутија има 7 жолти и 1 црвена. Од секоја кутија без гледање се извлекува една топка. Кои се можните исходи и колкава е веројатноста на секој од нив? Како секогаш, прашаме по вршење на експериментот што можеме да видиме. Имаме 3 топки во раце, како може да изгледат тие 3 топки? Може трите да бидат црвени, 2 да бидат црвени, една жолта, една црвена, 2 жолти, или трите жолти. Значи, овие ни се 4 можни настани. Значи, на крај, кој ќе ја решиме задачата, треба да ја пополнаме оваа табела со веројатноста за трите црвени, 2 црвени, една жолта, една црвена, 2 жолти и 3 жолти. И да се провери дека е еден вкупно. Овие 3 извлекувања се сосема независни. Значи, можеме да ги сметаме како последователни и да користиме дрвест диаграм со првата кутија, со втората кутија и со третата кутија. Значи, тие ќе ни биде трите извлекувања како последователни ќе ги гледаме. Сега, за да бидеме поефикасни, најдобро би било да ги одредиме веројатноста за извлекување на жолта и црвена од секоја кутија. Значи, од првата кутија што имаме? Имаме 4 жолти и 5 црвени, значи вкупно 4 плюс 5 еднакво на 9 вкупно. И имаме 4 се жолти, значи P од жолто е 4 врз 9 и P од црвено е 5 врз 9. Во втората кутија што имаме? Имаме 2 жолти и 10 црвени. Значи 2 плюс 10 се 12. Тука, значи, P од жолто е 2 врз 12. Можете слободно да пишете 1 врз 6 и P од црвено е 10 врз 12. И последно во третата кутија што имаме? Имаме 7 плюс 1, 7 плюс 1 еднакво на 8. 7 се жолти, значи P од жолто е еднакво на 7 врз 8 и P од црвено е 1 врз 8. Значи, тие ни се за стрелките, вредностите. Првото извлекување. Можеме да добиеме црвена, можеме да добиеме жолта. Колку имаме? 4 деветинки на жолтата и 5 деветинки на црвената. После имаме извлекување на втората кутија. Можеме да добиеме црвена и жолта во втората кутија. Колку е на втората кутија? 10 со 12, значи можеме да пишеме 5 врз 6, доколку ви се бара со дропки да се прави, и 1 врз 6 на жолтото. Доколку ви се бара децимално, слободно можете да ги оставите овие. Истото ова се повторава, значи, тука, во ова. Значи, тоа се повторува исто. Сега одеме на третата кутија. Имаме црвено и жолто. И сега имаме 7 осомини на жолтата и една осомина на црвената. И ова се повторува уште 3 пати. Значи, сме готови со Digitrone да ги рачунаме сите од овие веројатности, а после ќе ги сортираме според 4 можни настани. Доколку ви се бара одговорот во дропки, тогаш ги множете сите
бројтали, па сите именители, па ќе видите дали може да се редуцира. Значи, да видиме едно такво, 5 по 5 по 1 е 25 е бројтелот и 9 по 6 по 8 е именителот 432. Се гледа дека нема заеднички фактори и затоа го изберав него. Главно со децимали имаме 25 врз 432 еднакво на 0,03 децимали ќе правиме 0,058. Значи 0,058. Тоа е ова со црвено. Така, тој ќе биде тој. Сега имаме црвена, жолта. Каква боја? Црвена, жолта, лилава боја. Да видиме колку е тоа. Сега ќе ги множиме како децимали. Значи, 5 врз 9 еднакво по 5 врз 6 еднакво по 7 врз 8 еднакво. 0,405. 0,405. Тоа е од овие. Сега имаме црвено, жолто, црвено. Значи една жолто. Пак е таа боја. Имаме 5 врз 9 еднакво по 1 врз 6 еднакво по 1 врз 8 еднакво. 0,012. Сега имаме црвена, жолто. Тоа е од портокалова боја. Имаме 5 врз 9 еднакво по 1 врз 6 еднакво по и ова е 7 врз 8 еднакво 0,081. Сега имаме жолто, црвено. Тоа е лилава боја. Значи, сега 4 врз 9 еднакво по, сега одеме на овај, 5 врз 6 еднакво по и нагоре 1 врз 8 еднакво. 0,046. Сега имаме жолто, црвено, жолто. Тоа значи две жолти, значи портокалева. 4 врз 9 еднакво по. Сега одеме горе на овај, 5 врз 6 еднакво по. И долу тука 7 врз 8 еднакво. 0,324. Тоа е многу голема. 0,324. Овие се големите тука. Okay. Сега имаме жолто, црвено. Две жолти. Значи пак сме портокалева. 4 врз 9 еднакво по. Одеме надолу. 1 врз 6 еднакво по. И нагоре 1 врз 8 еднакво. 0,009. Ова е многу малко. 0,009. Последната е жолто, значи зелена боја. 4 врз 9 еднакво по. 1 врз 6 еднакво по. И 7 врз 8 еднакво. 0,065. Ако јас би ги собрал тука, ама можеме да почекаме и тука да ги собираме. 0,058. Тоа е лесното. И долното 0,065. Сега треба да ги собираме портокалевите. Значи 0,405 плюс 0,012 плюс 0,046. Добри се, еднакво 0,463. 0,463. И
портакалевата 0.081, тоа е првото, плюс 0.324 плюс 0.009 еднакво 0.414. 0.414. Се разбира, со заокружување можеме и малку да ја промашаме 1, ама не многу. Значи, за проверка имаме 0.058 плюс 0.463 плюс 0.414 плюс 0.065 еднакво 1. И то точно 1. 1. Значи, одговор на задачата ни е ова табела со овај одговор на прашањето.